Жените во минатото не знаеле да читаат, ниту да пишуваат. Нивната работа била да раѓаат, од нив се очекувало да готват, да чистат, да перат. Најновото или трето дело на писателката Диана Петрова ни зборува за жените во 19 век на ова поднебје, но од еден поинаков агол. Впрочем, оваа авторка на еден вешт начин сака да ни ја представи храбрата жена од тоа време на ова поднебје, представувајќи ја како се борела за да излезе од оние стандарди во тогашното општество, да излезе од сенката во тоа време, незината храброст, незината пожртвуваност да биде писмена. Делото излегувањето од сенка, тајното женско училиште, преку ова дело, авторката впрочем на еден мајсторски начин ни го доловува се во ова преку незината хероина, избира тоа да биде еден позаборавен историски лик. Се работи за жената на Димитар Миладинов. А зошто ја одбира токму неа, ќе зборуваме во продолжение со авторката. Диана, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете во Добро утро секој утро. Благодарам и на вас на поканата. Баш ми е драго што ќе можам да споделам неколку информации за тој, па не би рекла подзаборавен, туку сосема заборавен женски лик. Вие сте на некој начин еден жар во македонската книжевност, ќе речам, една надеж за тоа дека и младите автори, меѓу младите автори македонски, некој ќе се сети да нурне во депоата, да ги извади книгите кои што се полни со прав, црно-белите фотографии и албуми, да ги извади тогашните весници и списанија и да на еден начин, на еден книжевен начин воскресне една историска личност. Зошто токму Димитра, односно Митра Миладинова? Зошто не ја одбравте за хероина? Така, прва идејата ми почна тоа што го истражував македонскиот 19 век, повеќе за работа. И во тој 19 век, па и како студент и подоцна како читател, не сретнав ниту едно женско име, нели? Овде се појавува прашањето, добро, сигурно некоја се изделувала од сите тие луѓе во тој период, иако знаеме дека тоа е период кога се создава всушност македонската интелигенција, а во тој процес на создавање на таа македонска интелигенција сметам дека голема улога имале токму и жените, бидејќи жените се тие што всушност ги подучуваат децата од мали, без разлика дали се машки или женски, така што некако ми недостигаше тоа присуство на македонската жена во 19 век. И па не би рекла случајно, како резултат на истражување, меѓутоа се сретнав со неколку женски имиња тој период, вклучително и името на Димитра или Митра Миладинова. Кога навлегов малку повеќе во истражувањето, сватив дека всушност таа била жена која што ги пишувала едни од најубавите писма во 19 век. Сега споредбено со денеска, нели, најубавите е малку подвижен аспект, меѓутоа за тој период, посебно кога не само жените, туку голем дел од народот биле неписмени и тие што биле писмени зборувале само грчки, зборувале само бугарски. Така што писмата, посебно кога Константин и Димитар биле затворени, кое што ги има таа упатено до сите конзули странски присутни во Македонија, беа навистина нешто неверојатно што имав прочитано и сакав да им дадам место, па макар и во фикција, нели биде романот како жанр фикција, на таа жена. Потоа многу интересен факт кога истражував за неа ми беше тоа што откако веќе ќе умрат, нели, ќе починат Димитар и Константин Миладинови, таа добива подршка во смисла на стипендија да го испрати нејзиниот син Страшимир на студии во Русија. Арно, ама таа решила да ја прати нејзината ќерка место нејзиниот син, така што благодарение на нејзината ќерка Царевна и Димитра Миладинова всушност и е зачуван портретот на Димитар и Константин Миладинови. Така што би рекла дека навистина е длабок лик, многу ми е жал што нема многу информации или можеби има, уште не сум стигнала до нив, значи тоа е еден поголем процес на истражување. Се надевам дека еве за следно некое продолжение на книга или како и да е, ќе имам пристап до уште информации. Меѓутоа една борбена, една храбра, една истрајна жена која и покрај сите тие несреќи, нели, што и се случуваат, би рекла дека не е несреќа само смртта на Димитар Миладинов, туку и сите тие постојани закани, постојани преместувања на Димитар како учител, таа па и економска непостојаност, бидејќи во незините писма се спомнува неколку пати и
нели, таа сиромаштија со која што се соочуваат и после смртта на Димитар Миладинов. Така што би рекла дека всушност ги останува да го шири тоа дело на Димитар Миладинов и после неговата смрт, впрочем таа е една од иницијаторките која што го реиздава второто издание на зборникот после исцрпување на првото, оставајќи и предговор во тоа издание. Би рекла дека станува збор за исклучителна женска личност, храбра, учена во тоа време многу и ми беше предизвик да ја ставам, да ја вметнам во една приказна. Во вашата приказна, впрочем, жените на тај начин мораат да се обидат да се описменат. Рамо до рамо со Митра е и мајката на Димитар Миладинов, Султана. Како таа се вклопува во оваа содржина? Па се вклопува на начин што нели би рекла дека еден од најголемите иницијатори за создавањето на тој зборник е всушност средбата на Димитар Миладинов со Виктор Иванович Григорович, со рускиот славист. Така што кога тој Григорович доаѓа на гости, поканет на гости во Струга кај Димитар, всушност тој ги слуша прв пат песниве од Султана. Султана и пеела многу убаво. Таа, како да речем, можеби на некој начин започнала таа традиција или идеја за собирање или за тој фолклор, за тоа народно творештво што мораме да признаеме и во тоа време, па и денеска е најважно значење, бидејќи тоа всушност го покажува постоењето на еден народ или посебност на еден народ. Така што од тука ми почна идејата, меѓутоа има и мислења нели дека голем дел од авторските, односно голем дел се извинам од песниве што се присутни во зборникот се од Митра. Сега не авторски, меѓутоа таа ги има кажано, ги има допринесено во секој случај во создавањето на зборникот. Бидејќи ако добро се сеќавам, во зборникот на Кузман Шапкарев исто така има песни од Митра, меѓутоа овде се знае кои точно се, додека во зборникот на Миладиновци не се знае кои се тие песни, така што зошто да не и дадам местото што го заслужува, би рекла дефинитивно, без разлика во допринесот или учеството со песните, колкав број биле тие песни, нели, и какви биле тие песни, бидејќи од друга гледна перспектива, првото издание на зборникот се нарекува Зборник на български народни песни, со учество од многу мал број, на 70 песни негде. И сега ако можеме да ставиме во насловот, нели, дека песните се бугарски со мал процент на песни, зашто тогаш да не се спомне името на Митра кога се знае дека и таа учествувала со нејзини некои песни, повторувам. Најверојатно не се авторски, меѓутоа ги знаела, ги зачувала и допринела. Ги запаметила, што е многу важно, не секој го можел очигледно тогаш тоа. Излегувањето од сенка е, велите, фикција, но историска фикција, може така да се декларира, предпоставам, бидејќи има историски личности, можеби нема историски приказни кои што се вистините, тоа сакате да нагласите. Што е она што му го носите на читателот со ова дело? Може ли едно мало сижеен, мал кус вовед, не да раскажеме се, но да ги заинтригираме гледачите зошто треба да ја имаат оваа книга во нивната библиотека? Прво, уште еднаш повторам по самото тоа дека е роман, се претпоставува дека е фикција, така што и во романот имам неколку пати нагласено тоа. Личностите кои што постојат, вклучувајќи го и Штросмар, кој што помогнал, нели, во финалното печатење на зборникот, Григорович, Миладинови, Нако Станишев, сите тие ликови навистина постоеле во тој период и навистина допринеле во пробудувањето или покажувањето на таа македонска свест пред големите земји. Меѓутоа, тоа што е фикција, би рекла, нели, тоа всушност поентата на романот е да пробуди љубопитност кај читателите и многу ми е драго што го постигнав тоа, бидејќи веќе ако побуди тој лик љубопитност, независно дали постоел или не постоел во вистинскиот живот или кој бил, како посебно денеска, нели сите пишуваме Митра Миладинова и ни излегуваат пак некои информации, некои податоци, меѓутоа со самото име Митра Миладинова се спомнува, да речеме, незината ќерка, царевна. Тоа истражуваме така што некако би рекла дека е всушност патоказ за да се истражи тоа што е вистина, не дека ја нуди вистината, иако, нели, сепак ќе оставам читателите да одлучат во што ќе веруваат, во што нема да веруваат. Тоа е нели поентава на пишувањето. Меѓутоа целта е да излезат тие ликови, како што и самиот наслов кажува, да излезат од сенка и ќе ми биде драго навистина
И до сега ми е драго, нели, што ги примив прашања, буквално повеќето прашања што ги добив од досегашните читатели беше добра што е вистина, што не е, бидејќи сите кои ќе ги изгуглаат имињава, всушност им се појавуваат тие имиња дека постоеле. Сега, да, неколку можеби се и измислени, меѓутоа би рекла дека се измислени само како имиња, не како жени. Оти верувам дека навистина имале жени кои што имале таа идеја. Малку подоцна од тоа, пример, не имаме формирање на женско училиште во Солун. И многу интересен фактот што всушност, сега моментално не се сеќам на името, Димитар Миладинов бил во многу блиски односи со тоа семејство, значи бил во пријателски односи и од тоа семејство се создави тоа женско училиште, тоа училиште каде што и се учело па и на народен јазик, не само на тој грчки јазик, така што би рекла поврзани се сите работи, меѓутоа се ставени како знаци за читателот сам да ги толкува, сам да истражува и сам по тие знаци да одбере по кој пат ќе оди. Колку тоа што вие сте учител, вие сте всушност учителка и колку тоа можеби вашето секојдневие подсвесно ви влијаеше да пишувате за образование, да пишувате за училиште и да се посветите на оваа содржина? Па да, морам да признам дека има големо влијание и тоа, посебно фактот што младите генерации, новите ученици, нели, па воопшто и да не познаваат нашата историја не се состои само од битки, бидејќи ние кога учиме историја, учиме освојувања, битки, политички расправи и така натаму, меѓутоа немаме книжевници кои што всушност го создале тоа опипливо нешто. Значи книгите кои што ги имаме денеска, делата кои што ги имаме денеска, зборникот кој што го имаме денеска, кој што од 19 век досега сметам дека не изгубил воопшто од неговото значење, ама децава не знаат за тоа значење, не знаат за тоа постоење и не ја разбират можеби суштината на тоа постоење. Така што идејата да го воскреснам тој зборник преку приказна, преку би рекла лесна разбирлива приказна и за помладите или помалите, ќе ја побуди кај нив љубопитноста, односно знаете како децава, еве, за тоа се доказ и литературите што ги читаат, Господар на прстените, Хари Потер, сето тоа, тие веруваат во тие светови веќе, тие веруваат во тие реалности, така што зашто да не веруваат и во нешто што навистина постоело и навистина тука, и што е најважно наше и тукашно. Сакам и да ве прашам дали може би со ова дело сакате да отворите едно прашање, ако направиме споредба помеѓу времето како во тоа време се труделе и обидувале жените да научат нешто тајно, крадешкум, мачно, ќе речам, за да успеат да се воздигнат и излезат од сенката, споредбено со денес. Како ние на сите услови кои што ги имаме се однесуваме кон учењето, не зборувам само за децата, воопшто за сите нас. Ако направиме паралела помеѓу тие два света некогаш и денес, дали може би сакате да го отворите до тоа прашање дека денеска на сето ова што ни го нуди светот, ние сме многу помрзеливи во однос на учењето и образованието? Да, дефинитивно. Како што во тој период нели се бореле жените за описменување, денеска се соочуваат со други проблеми за излегување оценка. Меѓутоа тоа не ми беше целта на пишувањето. Јас денешното учење, без разлика и на младите генерации и новите генерации што доаѓаат, би го рекла со еден многу користен термин, меѓутоа во мојот речник во друг аспект, вештачка интелигенција. А таа вештачка интелигенција е што се што и да ни е потребно, го пишуваме на интернет, наоѓаме куп работи така што нема потреба да се памти, нема потреба да се истражува, нема потреба да се знае, нема потреба да се размислува, бидејќи имаме компјутерот што размислува за нас. Ќе се потсетиме утре пак ќе изгубуваме. Еве пример во период кога јас бев ученик, тогаш уште можеби интернетот не беше толку на мода и знаевме дека професорот што ќе каже пример за Шекспир или што ќе каже за Димитар Миладинов или што ќе каже за Константин Миладинов е тоа. И тоа е единствен извор за учење. Ако ти е побуди любопитност, одиш во библиотека, наоѓаш книги. А сега без разлика на децава им треба нешто многу повеќе за да се задржи нивното внимание, бидејќи не им е доволно пример да им кажам биографијата на Миладинов или на Шекспир на кој да е, бидејќи зашто не ја разбираат потребата зошто да ги знаат тие работи кога им се достапни постојано. Така што за тоа денешното учење повеќе би го нарекла вештачка интелигенција во тој аспект, во тој
мрзоволен или мрзелив аспект. Излегувањето од сенка тајното женско училиште ќе биде испромовирано пред јавноста токму во овие простори. Ќе споделиме со гледачите, сосема случајно или не, се наоѓаме во спомен на собата на Димитар и Константин Миладинов, која што се наоѓа во склоп на библиотеката Браќа Миладиновци. Откако ќе излезе во јавноста, каква иднина замислувате за ова дело? Да бидам искрена, не ја замислував ни еднината која што ја дочека сега, бидејќи книгава излезе, иако не беше планирано, излезе веќе на 9 мај, односно последните денови од сајмот на книга, поради интересот од луѓето, бидејќи беше најавено нејзиното излегување и имаше зголемен интерес, односно побарување, и се обидовме да отпечатиме неколку примероци, нели? И сум многу среќна што после 2-3 дена веднаш добив први коментари, први прашања, први пофалби или емоции. И некако мислам дека уште не сум свесна за сериозноста на делото кое што го направив. Од една страна е тоа што пак го воскреснува, како што спомнав, зборникот на Миладинови, кој што посебно во овој период, без разлика во кој да е период, е навистина многу значаен. Откриваме еден нов лик, буквално непознат на јавноста, доскоро беше непознат и за мене, нормално, бидејќи отсуство на податоци, не се учи, не се спомнува и така натаму. Меѓутоа и борбеноста на женските ликови, би рекла, како што спомнавте и вие, бидејќи тие немале право, односно немале време, не право, да седнат да учат, без разлика дали тоа ќе биде во училиште или во домашни услови, бидејќи постојано биле со обврски, се знаело девојчево, детево што кога веќе ќе постигне години, го чекаат обврските, односно помош во куќева, помош на поле, помош со сите домашни работи, и некако сакав да ја доловам таа борбеност и покрај сите препреки, желбата и амбицијата, која што сметам дека е една од најголемите карактеристики на сите жени. На сите женски ликови всушност ги доведува до едно големо дело, големо откритие, па би рекла и дека всушност ја прави најголемата промена во општеството, бидејќи никој не очекува дека промената ќе дојде токму од таа засената страна. Ви благодарам многу.